Почитувани гледачи, во наредните 20 на минути ќе се обидеме да го привлечеме вашето внимание и да ви објасниме за проблемот на алергијата, поточно ќе се осврнеме за најмасовната алергична манифестација која се презентира во последните години во нашата секојдневна пракса, така наречената медикаментна алергија, тоест алергија од лекови кои ги употребуваме секојдневно во нашиот живот. Податоците зборуваат дека со секој изминато десетолетие бројот на алергичните заболувања е во постојан пораз. На нашите стручни состаноци, на симпозиумите и алерголошките конгреси, тој број секоја година станува се поголем и поголем, кое дава право да секој здравствен работник се малку позамисли и биде позагрижен. Во средината во која човекот се раѓа, живее и работи, поприма се повеќе и повеќе карактер на вештачка средина. Тоа особено се однесува за големите индустријски градови, каде што е збиен, каде што имаме густа збиеност на населението, слаба аерација, голем шум, мирис од загоревањата на нафтените производи, некритичното применување на лекарства, особено на антибиотиците, и изменениот начин на исхрана. Тоа нешто допринесува да секој народно поколение на друг начин реагира во споредба со оно од претходното. И затоа во денешно време алергичните заболувања престанаа да бидат раритет, но се почесто ги среќаваме кои ги напаѓа сите возрасти, полови и поднебја. Што де факто е алергијата или алергичните заболувања? Овај термин го вовел во медицинската литература прочуениот педијатар од Виена Пирке во почетокот на нашиот век, поточно во 1960 година. Буквално преведено од грчки, алергија значи реагирање на друг начин на материја или субстанца која е претходно внесена во човечкиот организам. Пирке не само што го воведува овај термин во медицинската номенклатура, него он ги и детерминира материите кои се причина за појавувањето на оваквите алергични манифестации, тоест алергични болови, и тие материи тој ги нарекол алергени. Алергените се делат на екзоалергени или така наречени надворешни алергени и ендоалергени, тоа е субстанции или материи кои создава самиот организам под дејството на разни воспалителни или дегенеративни процеси во самиот себе си. Како најчестите алергогени материи кои предизвикуваат појавувањето на алергичните заболувања се така наречените екзоалергените, и они може да бидат од два рода, така наречените од билно потекло и од животинско потекло. Као најчести алергени од животинско потекло ги споменуваме млекото, млечните производи, месото и сите производи, особено од конзервната индустрија, како што се шунките, саламите, пршутите, паштетите, конзервите и така натаму. Од билното потекло најчести алергени се јагодите, бресквите и другите зеленчуци, особено грашакот, гравот, малините и така натаму. Од медикаментната алергија, која е многу честа во последно време, најчест причинител кој днеска ми го обвинуваме, тоа е пеницилинот, стрептомицинот, сулфонамидските препарати, антибиотиците од широк спектар како што е хлорамфениколот, бефениколот, сигмамицинот и во последно време многу употребуваните така наречени седативни средства кои денешната динамика ги наметнува како средства за умирување. Дали би сакале да ни кажете што ве натера да побарате помош од нашата лабораторија? Ме натера поради тоа ја лежи под работа, имам превише сврбис и ми иде тешко на... Кога прв пат ви се појавија овие црвени дамки по снагата? Па прв пат ко лежев во гостива, ми дадоа некои инекции пеницилин за тромбоза. Да, лежев таму 12 дена, констатира дека од пеницилинот, миокина. Што прво ви се појави? Сврбиш по целото тело. Осетите јадеш по целата кожа? Да. И црвени дамки како да сте се опекли од коприва. Да. На кое место прво ви се појавија тие промени? Прво ми се појавија на стомакот. Потоа? Потоа по целото тело. А кога прв пат осетихте да ви отекнуваат устните и очните капци?
Од вчера. Од вчера почна ви отекнуваат. Да. Дали се јавивте на лекар? Се јавив, таму ги дадоа инекции, 4 оние врсти комбинирани. Да. Да, нема помош. Немате помош и затоа ве испратија кај нас Да. да испитаме, да видиме причината на вашата ортикарија, односно копринјача. Промените наводно почнале од после примањето на пеницилинот. Прво се појавиле црвени дамки во пределот на стомакот, а покасно почнуваат оваквите црвени дамки кои биле пропратени со силен јадеж, лесно издигнати, розово-црвени, по големина од зрно на леќа до метални пари. Оваквите промени биле покасно комбинирани со отоци на устните, со отоци на очните капци и отоци на зглобовите, со попратни знаци поред јадежот, гадење, понекогаш повраќање и пролив. Се работи за една алергична манифестација од лекови, најверојатно да се работи за пеницилинот. Пеницилинот како антибиотик е откриен 1928 година од страна на проучениот англиски истражувач Александар Флеминг, а неговата масовна примена почнува тек 1942 година. Како моќен антибиотик направи голема револуција во терапијата на разните заболувања, но после неговото применување се дојде до констатација да поред големиот терапеутски ефект, пеницилинот во себе крие и други манифестации, како што се најтешките алергичните манифестации. Уртикаријата од пеницилинот е добро проучена и она настанува обично 2 до 3 недели од почетокот на примањето. Значи, тој период од 2 недели е потребен да се во организмот створат специјални антитела против самиот пеницилин, кои покасно реагираат при секое негово додавање. Начинот на сензибилизацијата, тоест на преосетливоста на пеницилинот, настанува како израз на парентерално применување на пеницилинот, а во последно време во фармацеутската индустрија имаме знатно зголемување на препарати од така наречените полусинтетски, кои се не примат по пат на инјекции, него по вид на таблети или капсули перорално. Искуствата добиени во другите алерголошки лаборатории, а и од нашата, знаеме и можеме со сигурност да тврдиме дека пеницилинот е лек број 1 кој ја предизвикува уртикаријата. Од 130 тестирани кај нас пациенти со алергија на медикаменти, околу 60 и повеќе проценти припаѓаат на пеницилинот. Во последно време и конзервната индустрија го применува пеницилинот како конзервантно средство и ние можеме и по тој начин да станеме преосетливи. Поред тоа, познато ни е да пеницилинот се произведува од така наречената габичка пеницилиум нотатум. Ние во нашата непосредна околина сме обкружени со многу габички кои се слични на пеницилинот и по тој начин, а и сме и носители на таквите габички по кожата, да бидеме преосетливи и да станеме преосетливи на пеницилин, иако никогаш во животот не сме го примели како медикамент, односно како средство за лекување. Сето ово ни дава за право да ја коригираме по однос на терапијата примената на пеницилинот како таков. За докажување на медикаментната алергија, ние се служиме во нашата клиничка алерголошка лабораторија со два система, односно со два метода. Прво, заради тоа што медикаментната алергија е многу опасна и може да се предизвикат анафилактоидни реакции и при самото тестирање, ги користиме така наречените епикутани проби или проби со крпче и така наречените скарификациони проби или проби со гребење или скреч тестот. Ово сега што гледате се така наречените скарификациони проби или проби со гребење. На предната страна на двете подлактици предварително ја чистиме кожата со етер и спирт и потоа со една ланцета правиме огреботини, при тоа не смееме да предизвикаме никакво крварење. Огреботините се неколку милиметра во должина и на ним покасно ставаме во разблажување сите лекарства, тоест медикаменти кои се сумневаме да биле причина за појавата на неговата алергија. Истите се прават или во вид на прашак, или се разредени онака како што се дават ампулирани во секојдневната пракса.
После 15 до 30 минути, во колку некој од овие лекови бил причина за сензибилизацијата, тоа е за неговата преосетливост на лекови, на местото на гребењето ќе се појави еден едем и црвенило во должина на неколку милиметра. Тоа е доволно за да ни ја потврди, да го потврди нашето сомневање да се работи за преосетливост. Негативните наводи во смисол не ја исклучуваат алергичната преосетливост на лековите. Пеницилинската алергија, поред тоа што не се презентира со уртикални промени, она може да представува и така наречената професионална контактна екцемна реакција, нарочито кај работници кои работат како што се медицинскиот персонал и сите они работници кои земат учество во технологијата на производството на пеницилинот. Поред тоа, една од најтешките пројави со кои може да се манифестира пеницилинската алергија е така наречениот анафилактичен шок, тоест многу тешка состојба која понекогаш, а и во литературата имаме опишани случаи, може да заврши со смртен исход. Затоа препоручуваме на сите наши пациенти, особито на родителите, кога се аплицираат пеницилински инјекции на децата, да запамтат да пред да се почнат со манифестни знаци алергичните пројави кај пеницилинот, имаме така наречената знаци кои може да ни подкажат понекогаш да евентуално можеме покасно да очекуваме пеницилинска алергија. Тоа е нарочито после примањето на повеќе пеницилински инјекции, болните почнуваат да се жалат на парестезии, на трнење на раците, на усните, онда осетување на топлина во устата и во грлото, на дланките и на табаните, нелагодности и болови во епигастриумот, пропратени понекогаш со гадење, повраќање, па понекогаш и со проливи. Напади на кашлица и тешко дишање и стегање, нарочито во градниот кош, и болови во епигастриумот. Ово е од многу голем интерес, во колку се забележи, веднаш треба да се уочи на лекарот кој ординира пеницилинска терапија, за да би могол да преземе благовремени мерки пред него што се појават овака рапидно, масовно назначени алергични манифестации на пеницилинот. Дали би сакале да ни кажете што мака ве натера да дојдете во нашата алерголошка лабораторија? Доктор, ја нешто од занаатот на струка, што сум фармацка працуванка, се нафрлувам на раците и на образите. Дали би сакале да ни кажете кога првпат ги осетивте овие промени на раците? Па има едно 2 месеца. Пред 2 месеца? Да. А дали сакате да ни кажете колку време работите како молерофарбар? Па кога на струката работам на 25 години. 25 години. Дали во последно време во вашата технологија сте вовеле некои медикаменти, односно некои супстанции или материи кои повеќе мислите може да ви ги надржат кожата? Па мислам да се тие развивачи, кои што се еластинот, па нитроразвивачите, па лукселот и така многу ги има тие развивачи. Дали секогаш кога сте вие во контакт со тие материи, добивате тие црвени промени на раците, кои ве јадат веројатно? Па ја претпоставувам да се од тие развивачи баш кога се миеме или кога работиме или кога раствараме. Дали може да ни кажете дали кога сте на годишен одмор или кога не сте во работа или не работите со овие материи, имате такви промени на раците? Ги немам тие кога не сум работен на ниш. При овој случај се работи за една екцемна реакција на дорзалната страна на дланките која настанала као последица најверојатно од неговата професија. По такво сомневање и неговиот матичен лекар не го испраќа пациентот за да диференцираме дали се работи за една професионална екцемна реакција или се работи за еден обичен вулгарни екцем. Во последно време професионалниот екцем или така наречениот контактни алергодерматит представува се почест примери во нашата дерматолошка патологија. Тоа се должи најверојатно од современата технологија и воведување на нови супстанции, хемиски материи во сите профили на дејности. Особено во молерско-фарбарската дејност, во последно време се воведени така наречените јаки алергогени супстанции како се и разреживачот. Промените настануваат кратко време после контактот на оваа материја со отворената
кожа. И затоа и локализацијата на професионалниот екцем обично го среќаваме на дорзалната страна на раците, на вратот, лицето и на другите откриени делови на кожата. Овие материи се познати како силни алергогени супстанции кои, навлегувајќи во длабочината преку кожата, нарочито кожата која е оштетена, се сврзуваат со ткивните белковини и се претвараат во полни антигени кои ја сензибилизираат кожата и ни се презентираат со овакви манифестации. Почетниот стадиум на развојот на професионалниот екцем се презентира со црвенило и оток на кожата, на дланките, на шаките. Покасно на тие места почнува да се појавуваат меурчиња, полни со бистра содржина, кои се пропратени со силен јадеж. Поради неможноста да се одоли на јадежот, таквите работници се чешаат, ја повредуваат кожата, прскаат меурчињата и на тие места се ствараат крустички кои траат се до онај момент дори кожата е во контакт со таа материја која го предизвикала и појавувањето на тој професионален екцем. За таа цел, заради тоа што професионалниот екцем представува не само медицинска, него и економска, социјална проблематика, сврзано е со промена на работното место, преквалификација или во дадени случаи можеме да препоручиме на инвалидско-пензионите комисии оваквите работници кои имаат доволно стаж и возраст да идат и во пензија. И од тој аспект не ретки се пациенти со оваква манифестација од екцемна природа за да можат да се диференцираат. Ние оваквите работници поред исцрпните анамнестички податоци ги применуваме така наречените епикутани проби со стандардни алергени кои ги имаме во нашата лабораторија. Поред тоа ние ги применуваме и правиме тие епикутани проби со крпче или печ тестот со сите материи со кои доаѓаат во контакт. Кај нашиот пациент се работи за една екцемна реакција на отворените делови на кожата за кое нешто е испратен за да се види која е причината за неговата екцемна реакција. При овакви случаи ние употребуваме така наречените епикутани проби со крпче или печ тестот. Во нашата алерголошка лабораторија поседуваме така наречените стандардни алергени, тоа се групни алергени во кои стандарден алерген влеваат најчестите материи кои ја предизвикуваат екцемната реакција. Кожата ја предварително чистиме со бензин и етер и ја користиме најдобро интерскапуларната регија, тоест кожата измеѓу двете плешки. Предварително она се чисти со етер и бензин и потоа ние поседуваме така наречените стандардни флас тестови. Тоа се крпчиња со по 5 во една редица. На секој едно крпче ставаме мала количина овие стандардни алергени и ги лепиме на грбот. Така остануваат 24, тоест 48 часа, а потоа ги вадиме. Ако некој од овие елементи кои влеваат во состав на групните тестови е причина за предизвикување на неговата екцемна реакција, на местото каде што ова лек, односно алерген, директно лежи на кожата, после 48 часа на тоа место се појавува микроекцемна реакција која ни се клинички презентира со црвенило, лесен оток и појава на мали меурчиња. Тоест, тоа е миниатурен екцем. По тој начин ние сме сигурни да таа материја била причина за неговата екцемна реакција на раците. Се поставува прашање што ние можеме да препоручаме. Од нашето искуство на нашата алерголошка лабораторија дојдовме до сознание дека поедините предпријатија, особено индустриските грани како што е кожарската индустрија, хемиската индустрија и другите дејности како што е градежништвото и овие други занатски услуги, во последно време имаме се почести и почести појави на акви екцемни реакции. Во тоа смисла ние направивме и обид да видиме но што се должи. Поред тоа што ни е познато да овие хемиски материи се јаки алергогени, изгледа да и самите организации недоволно водат сметка за заштита на оваквите работници. Во овакви прилики секогаш препоручуваме да отворените делови на кожата кои се во секојдневен контакт со оваквите материи да бидат заштитени со ракавици и тоа ракавици од кожа кои не се интегрирани
со ниедни други хемиски супстанции за да би могли да се заштитат. Воколку хигиенотехничките заштитни мерки не се преземаат, онда во тој случај имаме и јако зголемување на професионалниот ексем во последните 10 години и кај нас во нашата република. Пред нас имаме пациенткиња на 19 годишна возраст, работничка во текстилната индустрија македонка од Штип. Дали би сакале да ни кажете што ве натера да дојдете во нашата алерголошка лабораторија? Тука ме натера да дојдам затоа што кога бев на работа во Македонка, устата ми отече целата и имав ќавица, затоа дојдам да се јавам. Кога прв пат ги осетивте овие тегови? Овие тегови ги осетив кога бев на работа. Уназад колку време? Па има пред една недела. Пред една недела. Дали стално во текот на денот, штом влезевте во вашето оделение на работа, ги добивавте истите знаци? Но секој пат и не сум ги добивала. Дали претходеше нешто во спаление, дали имавте кијавица, грипозна состојба, главоболение или нешто друго? Тоа не се мала главоболие, воопште нешто не сум имала. А кога си одевте дома, дали ги добивавте истите тегови? После ми помина, не сум имала. Значи дома, кога сте такви манифестации немате, само Нема. кога сте на работа во вашето оделение. Да. Благодарам. Од анамнезата дознавме да болната првите напади на кијање и серозна течност и течење од носот се јавуваат за време од проваѓање, односно за времето дури на работното место во своето оделение. Тоа ни дава за повод да помислиме, односно да посумњиме да евентуално не се работи за еден алергичен ринит кој настанува како последица на сензибилизација на оние ситни влакница со кои она секојдневно и обколена на своето работно место. Поред овој алергичен ринит, болната се жали и на оток на усните, кој исто така може да биде веројатно предизвикан исто така од една алергична манифестација која во медицината е позната како едем на квинке. Денеска во нашата алерголошка лабораторија истата ќе биде тестирана со така наречените интрадермални проби од професионална природа кои се стандардни и ги имаме такви околу 12. Истите ги правиме на подлактицата на двете дланки, се убризгуваат. Имаме готови алергени кои се приготвуваат во така наречените имунолошки заводи, било тоа во Београд на Торлак или во имунолошкиот завод во Загреб. Истите ги добиваме и по пат на интрадермално тестирање уфрламе сите супстанции кои ги имаме во работа, како што е прашината, дланките од разна природа, иако болната овие манифестации се должат како израз на сензибилизација и добивање на алергичен рин, на местото на апликацијата на овие алергени, после 15 до 30 минути се појавува една еритемна папула во големина на метален полдинер, кој е нешто за нас зборува дека болната најверојатно е станала преосетлива на прашината, односно од длаките со кои она е во секојдневен контакт на своето работно место. Како што видовме, пациентката што ни беше испратена од текстилната индустрија македонка од Штип беше суспектна да е преосетлива на влакна. Затоа и направивме така наречените интрадермални проби со нашите стандардни 12 алергени. Тоа се куќната прашина, животинска постелина, билна постелина, влакна од животни, пелот од стабла, пелот од трева, плесни, перија, тутун, Монилија албиканс, бактериска вакцина и како контрола 12 ја држиме пуферот за да можеме да ги компарираме резултатите кои ги читаме после 15 до 20 минути. Тестирањето се врши на следниот начин. Прво, подлактицата од предната страна се чисти со бензин или со етар и потоа се убризгува строго интрадермално со така наречените туберкулински шприцеви и тенки иглички 0,01 до 0,02 мл од стандардните антигени. После 15 до 30 минути ги читаме резултатите. Ако некој од овие алергени бил причина за појавувањето на незиниот алергичен ринит и едемот на квинке, тога на местото на апликацијата на овие алергени се појавува една црвена папула во големина на метална полдинерка, кое нешто не зборува да овој алерген бил причина за незината преосетливост, тоа за појавувањето на незиниот алергичен ринит и едемот на квинке. Поред тоа, заради тоа што се работи за работничка во текстилна индустрија, ние ги правиме
така наречените антигени од самото работно место. Земаме прашината од незиното оделение, во мали количини ги испраќаме во имунолошкиот завод во Белград или во Загреб и потоа ги добиваме во чиста форма погодна за алерголошко тестирање. По тој начин ние вршиме диференцијација дали е она сензибилизирана и представува една професионална алергична манифестација или може она да биде сензибилизирана и од куќната прашина. Во тој смисол ние можеме со сигурност да диференцираме дали се работи за професионална алергично оштетување или се работи за обично алергично заболување. После изведувањето на така наречените стандардни интрадермални проби од инхалативна природа, кај нашата пациенткиња после 30 минути ги читаме резултатите. Првата проба беше на куќна прашина која ни дава јак позитивитет, а исто така ни даде позитивитет и антигенот со перија, кое нешто значи да кај нашата пациенткиња оваа преосетливост, тоест алергичниот ринит, настанал као последица на куќната прашина и перијата. Бидејќи да се работи за работничка во текстилна индустрија македонка во Штип, ние ќе мораме во втората сеанса да направиме алерген од прашината на незиното работно место, да видиме дали е тоа од професионална природа или не.